Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Наташа Мерсовска, а вие ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Во екот на зимската сезона, дали се испорачени огревните дрва за домаќинствата кои што се греат на овој енергенс? Што ќе донесе најавениот проект за субвенционирање за грејење со палети? Одговорите ги бараме од директорот на Македонски шуми Жарко Караџовски. Добар ден, господине Караџовски, ви благодарам што искоивте време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Најнапред благодарност до емисијата и да имаме можност да, може би прав момент, бидејќи се ближи крај на година, да кажем она што Македонски шуми го направил, она што е најважно и може би најбитно за граѓаните, тоа дали е Република Македонија снабдена со огревно дрво. И морам да го кажам ома на почеток дека да, снабдена е, од страна Македонски шуми испорачано е све, она што беше склучено како договор према сите граѓани, вклучително и град Скопје и сите други градови. И можам да кажам и на време, значи пред да фатат овие студови, така да Македонски шуми го направи максимумот што можеше да го направи. Излезе со продажба од бројка скоро до по 500.000 метри кубни или половина милион метри кубни, што е количина која што од година во година е се поголема и поголема и ова може би ова година е и рекордна. Имајќи во предвид 7-8 години назад. И она што исто така е позитивно што оваа година Македонски шуми извади едно рекордно производство. Значи сега се зборувам за огревно дрво. Производство кое што ќе излезе највисоко некаде со последен податок од 2009 сме имале некоја слична бројка, ама сега ќе имаме поголемо производство и од 2009. Што значи бевме посветени да направиме максимум за да можеме да го снабдиме граѓанството со огревно дрво, за да немаме проблем со загревањето на граѓаните. Иако сме свесни дека најголем дел од граѓаните сепак се греат на огревно дрво, свесни сме дека цената на огревното дрво во однос на сите други енергенси за топлување е најевтина, а од друга страна сме свесни и тоа дека таа цена е непроменета 8 па скоро 9 години, која што цена е далеко од она економска оправдана цена која би била во однос на економскиот интерес на Македонски шуми, значи на некој начин таа цена е прилагодена врз основа на стандардот на граѓаните со цел да водиме сметка за секој граѓанин и со помали приходи, со поголеми приходи може да се снабде со огревно дрво. Значи, од сите овие аспекти, ако ги ставиме, ние сме задоволни, излеговме во пресет, ја завршивме работата на време, немавме незадоволство, нити поголеми реагирања. Имавме реагирање во аспект на тоа, платив тоа зашто не ги добив на време. Имаше мало дознање, меѓутоа вие ветивте дека сите ќе ги добијат. И имаше такви задоцнувања и то било стално и ќе биде, тоа не може да се искорени, затоа што сепак дрвото е жива материја, значи тоа расте во шума, неговиот транспорт и производство не е така едноставен. Влијаат многу фактори, меѓу кои временските услови, временските прилики и неприлики, али генерално сум задоволен затоа што успеавме на време пред овие студови да граѓаните ги имаат доволно ти количини да се соодвива нормално. Има ли во моментов огревни дрва доколку граѓаните сакаат да докупат уште некој кубик? Значи, самиот податок што кажав дека имавме зголемено производство во година и тоа за 100.000 метри кубни повеќе од ланска година. Скоро во сите градови во внатрешноста во Република Македонија имаме на залихи во нашите складови, што значи и веќе има и граѓани кои се заинтересирани, кои купуваат секојдневно. Значи ги има, присутни се, а од друга страна има и голем интерес веќе за склучување на договори за наредната година. Така да, освен во градот Скопје, бидејќи во градот Скопје никош не можеме да имаме некоја залиха која би ја чувале во склад, од проста причина што е голем потрошувач. Но в градот Скопје го решаваме на принцип на склучување на договори, оноку колку што ги имаме во плани, оноку колку што можеме да донесеме на трешноста и врз основа на тоа и така ги спорачуваме. Околу 80% од домаќинствата во Македонија се греат на дрва. Очекувате ли со најавениот нов проект за субвенционирање за грејење со палети да се намали овој процент? Вака јас сакам да кажам една друга работа, значи пред да зборнам за пелетирањето. Во контекст на првото прашање, значи ние
како македонски шуми сме задоволни од оно што направивме. Јас кажувам дека е максимум што можеме да направиме. А морам да потенцирам една работа дека сепак како јавно предпријатие функциониравме во 2016 година, во една исклучително тешка година. Значи, што од временски прилики, што од некои други проблеми, но не можеме да ја запоставиме и ситуацијата на една политичка криза која респектираше да 3 пати имавме најавени нели избори кои што еднаш беа во април, друг пат беа во јуни, најавувани и така натаму. Не само од аспект на тоа дали ќе има или нема, него од аспект на процедурите кои важат за ситуации во кои што нели имат избори. Како што се, например, јавните набавки, како што се, например, правењето на планови, реализација и многу други работи кои во фаза на избори не можете да ги правите. И тука 3 пати на некој начин во текот на годината бевме спречувани, а Македонски шуми дел од своето производство го прави со надворешни извршители, поточно со тендери за јавна набавка, кој што дел е некаде околу 65 до 68%, другото го правиме со собствени, кој што влијаеле во текот на почетокот на годината, па и во оној период кога е интензивно производство, да на некој начин имаме оној проблем кој се јави во текот на годината. И затоа сум среќен што успеавме во сета оваа работа која што влијае и психолошки, но и технички, да го завршиме тој процес. Вашето прашање во однос на пелетирањето и односно производството на пелети, тоа е една работа која што е перспектива иднина не само на Македонски шуми, туку и на Република Македонија, кон која сериозно сме фокусирани, кон која тежнееме да работиме. Не случајно беа најавени сите програми, проекти и предвидени во програмата која што ја делевме и ја објаснувавме на граѓаните, и од кои баравме подршка во сето тоа, не само од аспект на заштита на животната средина, која што, ако направиме една споредба меѓу заштитата на животна средина со грејење на огромно дрво и со пелети е негде 1:9. Значи 9 пати е помалку загадувањето на воздухот, ако се греете со пелети и обратно, што значително влијае при функцијата на самата оние честички и така натаму кои што нели се присутни во воздухот. Тоа би било кога би било 100% нели грејење со пелети. Нормално и дека сите оние други алтернативи како што е плинот, односно гасот, електричната енергија и така натаму. Значи целта и нас ни е да што повеќе се намалува грејењето со огромно дрво, а да се зголемува со пелети, а да тоа на стандардот на граѓаните не се почувствува, односно биде стимулативно да секој купува пелети наместо огромно дрво. Значи нашата цел како Македонски шуми е да направиме трансформирање на тоа производство. Имаме проекти кои што значат и отварање на фабрики за производство на пелети, но во исто време и јавно-приватно партнерство со заинтересирани инвеститори кои што би влегле. Има заинтересирани инвеститори? Јавното приватно партнерство оди со јавен повик, нели? И во кога ќе се објави тој јавен повик врз основа на изградба на правење на физибилити студија, која што ќе ги стави сите параметри врз основа на она што значи обезбедување на суровина и така натаму. Заинтересирани ќе има, од проста причина што веќе доаѓаат во Македонски шуми и се разговара на таа тема, има доста заинтересирани и од оние стимулативни мерки кои што ги најави владата, како што е намалувањето на ДДВ-то, како што се субвенционира. Да го објасниме малку проектот, кој што е најавен, ќе почне да се пременува од наредната година. Државата ќе покрива 70%. 70% значи субвенционира во делот на набавката на печките или горилниците за согорување на пелетите, кое што и те како е битна работа, нешто што е можеби повисок трошок од другото, и нешто што би требало да одлучи да, како главна одлука, да одлучи да се преориентира некој на грејење со пелети. Значи има различни цени, зависи која намена горилникот, да го кажам, значи со кој капацитет, со која киловатажа е. Но рачунајте да земе на ситуација да најскапиот биде 1000 евра, 70% се 700 евра, значи 700 евра ги субвенционира државата, вие со 300 евра влегувате, купувате и тоа е трајна добивате. Која што стане. Да. Тоа е едната битна работа и втората битна работа што се намалува ДДВ-то, значи од 18 на 5% кај пелетата, што значително ќе влијае и намалување на цената продажна. Да речем, ако сега една вреќа пелета од 15 кг е 175 денари, при такво намалување на цената на ДДВ-то би можела да се сметни на 150, 140
или на 135 денари, што е и текако веќе кога ќе се направи на груба математика, веќе би дошла на еднакво однос на потрошувачката во кубик на огревно дрво или во тон на пелети да биде изедначена буквално со продажбата, односно со трошењето или грењето со огревно Ќе дрво. разговараме кои се бенефитите, но овде предлагам да направиме мала музичка пауза, да ги слушнеме рекламите, па ќе продолжиме со разговорот. Економската емисија Бројки ја слушате на Радио Слободна Македонија секој четврток во 11 часот. Со мене Наташа Мерсовска. Гостин во емисијата Бројки е Жарко Караџовски, директор на Македонски шуми. Господине Караџовски, разговаравме за најавениот проект субвенционирање за грејење со пелети. Може ли да не кажете кои ќе бидат заштедите за домаќинствата? Колку во просек за една грејна сезона пелети троши едно домаќинство? Па зависи од квадратурата. Значи, се обично се земе некој просек од 50 до 60 квадрати. Значи, некаде од 3 до 4 тони пелети, што ако земе дека цената на тонот во овој момент е негде од 11 до 13 илјади денари, во зависност од каде е, нели, негде би дошло од 35 до 40 илјади денари, сега зборам заокружено. Значи, За цела грејна сезона. целата грејна сезона. Во овој момент е таа цена, меѓутоа ние тежнееме да таа цена биде пониска, од проста причина што планираме да имаме наш собствен производ, кој што би бил со една единствена цел да тој производ произлегува од некоја наша фабрика која што ние би отвориле. Значи, како фабрика на Македонски шуми и уште неколку, 2 или 3 плюс, кои би биле со, на принцип, на јавно-приватно партнерство, во која би имало улога и Македонски шуми, односно би влегло во тоа јавно партнерство. Кога би можело да се очекува тоа? Значи, ние, согласно програмата, предвидено е да од 2017 година отпочне целата ова припрема која што доста трае во делот на обезбедување на суровина и така измена на закони, начин на новостопанисување, па во изготвување на физибилити студии и така натаму, некаде да 2019 година излеземе со веќе изработена фабрика на Македонски шуми. Меѓутоа, јас се надевам дека ќе биде многу порано, чак очекуваме да во 2017 година веќе излеземе со наша фабрика која би била најверојатно проект со јавно-приватно партнерство во кое што доминантен собственик или доминантно учество во тоа јавно партнерство би имал Македонски шуми. Како ќе функционира тоа? Ќе има свој погон? Да, че имаме обучен свој кадар погон, веќе? че имаме своја парцела, односно своје земјиште, свој плац. Суровината е на Македонски шуми, ние стопанисуваме со неа и магазин каде што ќе се складират и нормално во понудата во голема продажбата и во мало продажбата. Така да, ние веќе тоа ни е припремено, дефинирани се условите, работиме на физибилити студијата која треба да заврши до крајот на оваа година. Нормално кога таа ќе заврши треба да се усвои на управен одбор, да се усвои на влада и тоа што се донесе одлука за отпочнување на постапката за јавно-приватно партнерство, која после носење одлука на влада, владата формира своја комисија во која има учество представници владата и нормално Македонски шуми и потоа се објавува јавен повик во која што очекуваме да влезе некој заинтересиран приватен партнер кој што би бил во рамките на изготвување на таа фабрика би учествувал со одреден процент најверојатно во делот на инвестирање со изградба на самиот капацитет или носење на машините. Со тоа вашето предпријатие ќе добие една нова улога. Тој ќе биде коректор на цените. Да, таа не е основната На цел, пазарот. значи целта е да имаме коректор на цените преку овие програми кои што ќе ги нуди владата, дали во делот на субвенцирање, дали во намалувањето на ДДВ, да можеме да ги спроведуваме на дело, за да и она приватна иницијатива која ќе се случува од 2017 па и натаму, значи со чисто приватни фабрики за производство на пелети, бидеме коректив за да цената не оди високо и така натаму, за да биде цена која што ќе биде прифатлива за граѓаните, за да не делуваме со административни со не знам какви мерки, него едноставно самата цена да биде прифатлива за да се отвори огревното дрво, а да се примени пелетата. И со тоа добиваме повеќе стран ефект. Значи од една страна не ја загадуваме животната средина, од друга страна начинот на грејење со пелетите е многу полесен и поедноставен отколку со огревно дрво. Имате трошоци нели за цепење, за складирање, па изигравате дома котлари и така натаму, така натаму. Колку шума се сече за една грејна сезона? Па Да во се обезбеди зависност, огромно значи дрво. Македонски шуми сече некаде околу 600 до 650 илјади метри кубни во една оптимистичка варијанта, и ако имаме на дозволи фетат до 900 илјади метри кубни.
толку не е во моментот силата, да кажам. Иако тежнеме да одиме повеќе кон зголемување производство, но македонски шуми не е сам на пазарот, значи имаме тука и приватни шуми кои што учествуваат негде со 200 па и до 250.000 метри кубни, или се на се некаде се доаѓа до тој дозволив етат од 900.000 метри кубни дрвна маса која што е на располагање на пазарот. Во првиот дел, господине Краџовски, ми споменавте дека 9 години цената е ниска за огревното дрво. Има ли најава за зголемување? Не, значи не е интенцијата да одиме со зголемување на цената, нашата интенција е да ги намалиме колку можеме максимално трошоците и на производство и на се она што вклучува да дојдеме до крајен производ. И заради тоа ги правиме сите овие работи кои што ги наговестувам, но во исто време планираме од 2017, односно во 2017 да завршиме на реорганизација, структурна реорганизација на македонски шуми, која што би придонесла за намалување на трошоците. Тоа е на некој начин, ќе кажам неколку збора, значи регионално поврзување или стварање на шумско-стопански управи на ниво на региони, каде што ние сега функционираме со 30 подружници, наследени од претходниот систем, кои што имаат различни шумски етати. Значи, некој има голем, некој нема воопшто, некој има многу мал. Значи, учеството на работната сила или механизација во самиот процес на производство е различен и не доаѓа до искористување на максимум ефектот. Во ситуацијата на шумско-стопанските управи кои би имале еднаков шумски етат и намалување на администрација која сега имате во сите подружници, а зголемување на бројот на оние работници кои директно учествуваат во производството, би дошло до намалување на трошоците и тука нема да имаме потреба и максимален ефект од самата работна сила која ќе биде упатена таму каде што местото, односно на терен. Тоа ќе ги намали трошоците од една страна, од втора страна планираме. Значи ние оваа година завршивме со 30% сопствено учество. Значи наши вработени македонски шуми го извадоа тој производ со 30% учество, а 60, односно 70, помалку од 70% се со надворешни извршители. Сакам да напоменам дека во периодот после 2006, односно до 2006, или со претходната власт, која пред ние да дојдеме, процентот на надворешни извршители беше 95%, а само 5% работеше македонски собствени работници. Планираме да од година 2017, па секоја наредна тој процент го зголемува и полека работата си ја презема македонски шуми. Тоа е поевтино, тоа е подобро, затоа што ем се користи етатот, ем поголемо производство, ем поблиску сме до граѓаните со испорака, а секако дека во фазата на она која планираме производство на пелети ни е потребна наша работна сила за да не губиме време со тендери и така натаму. Има тука многу други проекти за кои размислуваме. Еден морам да го кажам, за кој што размислуваме е да ги искористиме жителите на руралните средини, особено оние кои што гравитират во планинските села. Значи, можеме да ги искористиме како работна сила, затоа што најголем дел од тие луѓе влегуваат или по тендери или во разни приватни фирми, кои што одат како работници во најголема мера неосигурани и така натаму, а работат како секачи до турачи. Ние да му патиме понуда како македонски шуми, да дојдат кај нас, ем да си остане во селото, ем да работи за македонски шуми, да има двоен ефект, бенефит, и тој за него и за македонски шуми. Нешто слично го има Турција, значи тој е турски модел кој дава резултат. Што е бенефитот? Бенефитот е што се добива тие рурални села, односно села кои што се во планинските предели, да нема емиграција, да се задржат во исто време и кој е заинтересиран да се врати во таквите села согласно оној проект кој што го нудевме на изборите. А од друга страна и знаете онај кој што живее во планински села, од една страна кога тој стопанисува, а таа може да сме дали ние како македонски шуми, во исто време ја чува таа шума. Затоа што ја чувствува како своја од проста причина што сам ја стопанисува и има дупли ефект. Значи тоа е проект кој кој сериозно работиме. Кога планирате овој проект да се спроведе? Значи ова планираме од 2017 година, нормално чекаме да се формира влада. Морам да кажам дека е битно да имаме стабилна влада, да имаме политичка влада, која што ова што го зборуваме би морала или би требало да го спроведи, затоа што се е некој друго веќе е прашање дали може да се спроведи. Значи битно е тоа да имаме една таква стабилност, за да можеме да ги спроведеме сите овие проекти. Доколку тоа биде, доколку имаме стабилна влада,
Ние во 2017 ќе излеземе со тој проект. Мислам дека во завршна фаза и со реорганизацијата и со ова што го зборувам во делот на руралните. Кога планински треба села. граѓаните да потпишат договори за да набават огревно дрво? Па ние од Колку наредната да се недела прават? планираме да го објавиме јавниот повик, нешто што го правевме од ланска година. Јавен повик кој што ќе биде соопштен прво на пресконференција, потоа ќе биде ставен на нашиот портал, на сите други средства за информирање, каде што ќе ги повикаме сите граѓани во даден рок, кој што ќе биде до 30 март, значи да поднесат апликации, да почнат да склучуваат договори, како што беше и претходната година, значи максимално транспарентно да биде, ќе гледаме да ги лани тоа даде добар одзив, оваа година се планираме да биде уште подобар одзив. Значи секој граѓанин биде запознат под кои услови ги даваме дрвата, на кој начин се врши уплатата, кога биде имали испораката. И тоа помага и кај нас и кај нив, затоа што кај нив има сигурност дека ќе добие дрва, а кај нас пак знаеме со колкава дрвна маса треба да располагаме, за да ги затвориме сите договори кои што нели ќе ги исклучиме со граѓаните на тој начин. Моето последно прашање до вас, господине Караџовски, е што очекувате со грејењето на пелети? Колкав процент да се намали од овие 80% што се греат на дрва да преминат грејење на пелети? Дали веднаш уште првата година ќе ги има тие Па не би, резултати кои значи што не може се да се случи очекува? ништо од прва година, затоа што сепак знаете прво треба една добра кампања, да му се објасни на граѓаните што значи грејењето со пелети. Потоа нормално треба да ги привлече цената. Овие мерки за кои што зборувавме, значи треба да се трансформираат горилниците, печките и така натаму. Процес кој што сепак ќе трае. Меѓутоа било каков да е процентот и 10% да е во почетокот е сепак стимулативен, затоа што тоа 10% бенефитот ќе го видат тие 10% граѓани кои што ќе почнат да го применуваат тоа. И тоа нормално ќе се шири меѓу најмногу очекувам да тоа во урбаните средини, во градот Скопје биде доста прифатено, а и во сите други поголеми градови за почеток, бидејќи покрај грејењето со пелети, за кое што пелетата обично ја користи граѓанот како крајен потрошувач во своите собствени домови, меѓутоа има една претходна фаза пред да дојде производство на пелети, тоа е онај мелен дробен чипс, нешто што не мора да правите пелети, а може да се користи за колективно грејење, односно се заменат сега овие колективни овие како се вика за грејење, наместо да ја користи мазут, да го користи тој дробен чипс. Со исто така има субвенционирани во таа програма најавена нели во партиската програма, се надам и во владината, каде што за урбаните се како што е град Скопје и поголемите градови, колективното грејење наместо да биде со мазут или со струја или со не знам што биде заменето на овој начин, каде што државата ќе учествува со одреден паричен износ кој што ќе биде даван за стимулирање и нормално преориентирање или сменување на котлите и така натаму, најважно на граѓаните треба да им се објасни загадувањето. Дека значи, помало со грејењето со пелети. Значи 9:1 е процентот, може да биде и повисок, се зависи од и самите горилници, значи се она што ќе биде ново набавено е далеку поефикасно. Значи тоа веќе науката го кажала, докажано е, цела Европа го применува, не само во делот на загадување на средината од чад и од овие честитки кои загадуваат, меѓутоа и заштита на самата шума, значи тоа е многу битно. Производството на пелети не е исто како производство на огревно дрво. Значи шумата најчесто се користи отпадното дрво, се користи оно што сега така трули искапува, а во друг начин и самото производство се менува. Значи ние сега за да дојдеме до огревно дрво, сечеме дрва, го класираме на куби, го редиме и така натаму, ги бираме дрвата да бидат вакви или онакви. Производството на мелен чипс или пелета се прави од секое дрво, бидејќи тоа се мели. Значи не е битно дали е криво, дали е право, дали е дебело или е танко, за да се дојде до таа мешавина која што ја прави пелета. Значи и со самото тоа буквално се прочистуваат шумите, се прави, доаѓаме до дрвна маса која што сега треба да ја правиме, а слабо ја правиме од прореди, од заштитни мерки, од одгледувачки мерки и така натаму, од пожарена дрвна маса. Се она што сега не е на некој начин запоставено, би било во функција на искористување и доаѓање на енергенс. Господине Караџовски, јас искрено се надевам дека веќе наредната година ќе се реализираат дел од најавените проекти кои што ги најавивте. И јас се надевам искрено. Ви благодарам што гостувавте во Радио Слободна Македонија. Благодарам јас. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Во
Во емисијата Бројки ги слушате и најважните настани на економски план оваа недела. Во 85% од фирмите не знаат дека постои закон за заштита при работа. Тој е донесен уште во 2007 година, но многу малку работодавачи вработени ги знаат правилата. Во дел од фирмите тоа е само лист хартија, кој не се спроведува во пракса. Според билансите, бројот на несреќи на работно место растат. Неделно гине по еден работник. Најкритично е во градежниот сектор и во земјоделството. Ваква е состојбата во сите земји во регионот. Од Сдруженијето за заштита при работа велат дека мора да се разгледаат пропустите во законот. За да помине пред инспекција ќе ги направат сите работи, но нема да навлезат во суштината на тоа што го прават. Го имаат само како топ хартија, а околу обештетувањето на вработените по однос на несреќи на работа, тоа се сосема други инстанции, бидејќи судот е тој кој одлучува. Над 100.000 работници во следните 2 недели треба да добијат К-15. Сумата која годинава треба да легне на сметките на работниците е близу 9.000 денари, а до сега само еден медиум и 2 текстилни фабрики побарале да исплатат помала сума заради финансиски проблеми. Регресот за годишен одмор е задолжителен за приватниот сектор од 2013 година. Очекувањата се од тие 70.000 правни субјекти кои моментално активно делуваат во Република Македонија, некаде 80 до 90% од нив дека ќе исполнат својата обврска. Моментално имаме само 3 до 4 барања за намалување на висината на регресот за годишен одмор. Станува збор за еден од медиумите и станува збор за 2 предпријатија од текстилната индустрија и едно предпријатие од гостителството. Предувањето на регресот за годишен одмор значи поттики за самите работодавачи, бидејќи деловната клима ќе ја збогатуваат со исплатата. Сметаме дека ќе ги реализираме две активности, една страна кампања, а од друга страна исто така и репресија доколку такви работодавачи се појават. Се комплетира новиот возен парк на железницата. Најдосна до јануари ќе пристигнат уште 2 нови воза, а во тек е набавка на уште 4 електролокомотиви во вкупна вредност од 8 милиони евра. Паралелно со модернизирање на возниот парк се реновираат и железничките станици низ земјава. Завршени се околу 70% од работите. Завршува тој проект од набавка на 6 нови патнички гарнитури. Освен овој проект од новите патнички возови, Македонски железници во текот на овој месец, значи го очекуваме дали ова недела или наредната недела, подпишувањето на новиот договор од набавка на 3, односно 4 нови електролокомотиви. Македонски железници во текот на 2017 година ќе биде комплетно обновен некаде за околу 60% од својот возен парк. На потегот на коридорот 10 од овој месец отпочнате проектот на реконструкцијата на најголемата железничка станица после Скопје, тоа е Гевгелија. Некаде околу 70 до 80% се реконструирани железничките станици. Сигурно дека ова ќе продолжи во текот на наредниот период. Малку геодетски фирми и многу барања за елаборати. Затоа катастарот ќе го продолжи рокот за поднесување геодетски елаборати за оние кои барањето за легализација на дивоградбите го поднеле во 2011 година. Тогаш беа поднесени на 300.000 барања за легализација по евро за квадрат, а комплетирани се само половина од предметите. Се уште се работи сега на анализи, на тоа колкав рок би требало да биде даден за да бидат сите страни задоволени, значи од една страна да немаме бесконечни рокови за изготвување на геодетски елаборати, а од друга страна пак сите оние барања кои што ќе бидат веќе се поднесени до геодетските фирми, а тие немаат доволно време во овие последни 20 на дена да ги изготват, да може да се изготват, така да за очекување е продолжување на рокот. Расте бројот на превезени патници на двата аеродроми. Министерството за транспорт објави зголемување за 15,7% на бројот на патници од јануари до ноември, споредено со истиот период лани. Сообраќајот на двата македонски аеродроми е во пораст 7 последователни години. Бројот на патници особено се зголеми последните 2 со нови рути кои ги отворивме на двата аеродроми. Од Скопје во моментов оперираме со 30 дестинации, а од Охрид имаме 3 линии низ целата година: Цирих, Лондон и Базел, и многу чартер летови преку летото, како од Белград, Амстердам, Брисел, Тел Авив, кои носат европски туристи на убавото Охридско езеро. Над 900 бизниси досега се отворени со грантови за самовработување. Двата огласа за аплицирање за невработените за неповратни средства за основање на своја фирма се завршени. Следува постапката за исплата на парите.
Те регистрирани и вработени имаат склучено договор преку оваа мерка 977 лица и се очекува уште 15 лица да ги склучат договорите и да се вработат, кои што во моментов очекуваат некакви дозволи кои што им се поврзани со дејноста за работа. За оваа година, согласно со сите измени кои што ги имавме на оперативниот план, е дозволено, односно имаме средства предвидени за 1009 корисници, односно за 1009 бизнеси кои што треба да се отворат. Сите мерки кои што се успешни, атрактивни и кои што се барани од страна на невработените лица, а при тоа помагаат во намалување на невработеноста и креирање на нови работни места, секогаш се земаат во предвид и се предвидуваат да бидат дел од оперативните планови или законски или мерки можности за наредните години. Овде завршува емисијата Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Со мен уредник и водител Наташа Мерсовска, денеска 15 декември е и Далибор Зафировски техничка реализација. Со нови содржини слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.